announcing the release of the best library people ever heard. Го слушате најдоброто радио на 104,2. Радио Бум. Почитувани наши слушатели, продолжуваме со циклусот за лажни вести, кој го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово со поддршка на МИМ преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести. Заедно со нас во студиото на Радио Бум се и учениците од втора година од Куманово. Ке имам чест да ви ги представам. Ајде прво ќе дадеме предност на нашата гостинка, тоа е Кристина Трајковска од Перонаков. Заедно со нас се и Михаил Димитриевски, ученик од Наце Буѓони, и Дамјан Златановски, исто така од Наце Буѓони. Добре ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Се надевам дека ви е пријатно и покрај високите температури кои што ги имаме надвор, тука малку ни е топло во студиото. Но се надевам дека нема да ви пречи. Нема проблем. Добре ве најдов. Благодариме. Голема чест ни е што сте ни тука со нас, а уште поголема чест е што имаме можност да разговараме за оние лажни вести, за ширење на лажни вести, како тие влијат врз менталното здравје. Ајде, во интерес на времето, значи да започнеме со емисијата. Во последно време често природните непогоди се користат за ширење на лажни информации, како на светско, така и на државно ниво. Имате ли информации? Кои се последните примери кои што ги воочивте како лажни информациите, што ви оставија впечаток? Може ли да се сетите на некоја од последните такви информации? Например, пожарот што се случува кај Катланово, кај Велес. Имаше на еден портал ставена вест дека е запален бродот и хотелот Романтик во Велес, но тоа беше само како стрниште запалено во близина на тие бродови и она баш бевме изненадени како се запалил тој брод, што се случило, но поминавме од таму во тоа време. Себе пожарот им беше локализиран, но и немаше ништо зафатено во околината ни на хотелот Романтик, ни на бродот во езерото Младост. Добар и убав пример е на лажна вест. Какви чувства ви предизвикуваат таквите вести? Дали тие вести се прават да се шири страв и паника кај луѓето? За ваша среќа, вие сте поминале од таму и сте биле сведоци, значи визуелно го имате видено тоа. Но ете, како делуваат, например, тие вести кај гледачите на вести или кај читателите на портали или слушателите на радио? Предизвикуваат ли страв и паника? Лично за мене, кога прв да ја прочитав таа информација, ми предизвика паника и страв дека тие работат веќе долги години наназад, и тој хотел и брочето, и предизвика паника, као зошто се случило тоа, дали ќе се прошири, што ќе се случи. Предизвикуваат и страв и паника, се загрижуваат и читателите, населението во околната близина. Лошо се пренесува таа информација, лоши и може да доведе до компликации има од такви лажни и страшни вести. Еве, например, имаше информација дека некој метеор се доближува до земјата, па ќе се направи таква некаква си катастрофа, па ето имаме уште толку дена до некоја си експлозија. Ги имате ли слушнато тие вести? Да. Се плашевте ли, нели, во тој миг дека ете нешто такво би можело да се случи? Па не верувам, затоа што кога ќе прочитам таква вест, има толку многу вести такви што сите се лажни. На вистина, кога може би стварно нешто така ќе се деси, нема да знам кога е од толку лажни вести што има за тие метеори и тие работи. Зошто мислите дека е лажна таа вест што ќе ја пласираат медиумите, одредени медиуми? Знаете, таквите информации секоја година излегуваат дека крајот на светот се ближи, дека некој метеор се ближи до земјата и веќе по некое време тоа станува сомнително и на некој начин преминува во мит и сме свесни дека всушност тоа се лажни вести, дека некој ги пласира тие информации за да собере публицитет и за да шири паника, но мислам дека веќе тоа не постига никаков успех кај читателите на вестите. Токму еве и Кристина тоа го кажа, нели, дека еднаш, два пати ќе се каже, но ете, ако имаме и вакво предупредување официјално од институциите, можеби повеќе нема да веруваме на такво нешто. Да.
Токму тоа. Има толку лажни вести што настанува секојдневие, секоја година едно исто се врти по медиумите. Крајот на светот, ќе падне метеор, ќе уништи земјата и секоја година се вртат такви вести кога навистина нешто така ќе се случува, ќе објават некои портали, нема да веруваме. А има некои портали што па и собираат и парични средства, заработуваат со еден клик на нивен портал, ставаат такви вести или наслови само за да вклучиш да видиш бидејќи те копка дали стварно тоа ќе се случи и едноставно не можеш да им веруваш ни на никој портал веќе. Како ги препознавате тие вести? Дамјан, сакаше да ни кажеш нешто? Најчесто тие не се подкрепени со факти и немаме конкретен доказ дека некој институт научен потврдува дека всушност метеор ќе удри во земјата или кога точно, но и кога има некои имења наведени или датуми, се тоа е голо бидејќи нема изјава од лице кое што е всушност надлежно. Но сепак ќе не заинтригираат, па ги отварате ли таквите вести кога ќе ги видите на интернет, на некој портал, кога ќе го прочитате тој наслов, ги отварате ли, ве интересираат ли такви вести? До пред некое време ги отварав, но веќе мислам дека е само губење на време. Да, и јас исто мислам. Со овие работилници што ги продавме и што научивме како да определиме кои се лажни вести, веќе што го прочитам насловот знам, бидејќи нели насловот завршува со прашалник, со во наводници, не е цело се наслов или како нешто, еве што ќе се случи кога ќе падне метеор и нешто така и веќе препознава што се лажни вести. И мислам дека треба такви работилници се отворат да се направат и за граѓаните и да препознаваат и тие лажни вести да ги пријавуваат на соодветни институции. Каде најмногу ги забележувате лажните информации, на кои медиуми? Да кажеме, например, некој пример, телевизија, имаме традиционални медиуми, телевизија, радија, новите медиуми, нели, кои што се во ЕК, порталите. Па најмногу лажните информации може да се сретнат на социјалните мрежи, бидејќи никој не води ред кој што објавува, таму се шири паника, се шира омраза, се шират лажни вести, додека пак традиционалните медиуми, какви што се весници и телевизиите, мислам дека поретко може да се сретнат и дека се доста релевантни информациите кои ги нудат, бидејќи на социјалните медиуми се пласираат најмногу лажни вести. Постојат ли примери за одредени медиуми кои се традиционални, кои обично не шират дезинформации поради ним оправдани причини да пласират информација која воопшто не е точна? Имате ли некој таков пример? Најчесто тоа се порталите на Facebook што се наоѓаат, што ги другите луѓе што ги шернуваат и што ги отвараат и што се читани, но оние, ајде ги наречам нискобуџетни портали. Као само да имаат публицитет, да имаат луѓе кои ќе ги отварат, кои ќе читаат. Еве и државата сака да се избори против таквите, да кажеме, лажни портали, лажни медиуми, каде што не постои, значи, ниту потпишан новинар, ниту пак лице за контакт, па да се надеваме дека нешто и ќе се превземе на тој план. Пошто најчесто ги забележувате лажните информации, нели, по насловите, по што ви кога ќе отворите веста, нели, ја читате веста и велите не, оваа вест не е точно, значи ова се дезинформации, не е точно оваа вест. Пошто ги препознавате таквите информации? Најчесто немаат извор. Немаат сигурен извор и не се подкрепени со факти. Така да не е тешко да се препознае. Најлесно може да се приметат порталите, односно статиите кои ги објавуваат според тоа што тоа најчесто се шири жолт печат. Пример, самиот наслов може да биде сомнителен доколку има зборови како што е шокантно или неверојатно, или има многу извичници или прашаници. Потоа, кога ќе се отвори таа статија, може да видиме дека всушност нема покрепено лице кое што стои зад статијата. Нема доказ од два извори. Пример, како што беше примерот за киднапирање деца во Куманово. Никој не кажа дека има официјално кажано од полицијата или било кои надлежни органи за таа тема. Ќе ја пласирате информацијата дека наводно, нели, некој родител или некој случаен минувач го видел тоа и го кажал, но кој го кажал, каде се случило тоа, дали пријавиле во полиција, дали полицијата излегува со официјална информација, значи тоа не го пишува во текстот. Уште еднаш ќе се
навратиме на тоа, бидејќи нели сте втора година, сте релативно млади луѓе но сте активни на социјалните мрежи. Каква е состојбата на социјалните мрежи? Каде најмногу препознавате лажни вести? Па еве конкретно овој пример што го спомнавме за киднапирање на деца се расшири на Facebook во Кумановска женска група и за многу краток период постигна голема публика. Луѓето веќе има страв, се расшири паника и се постави прашање дали всушност тоа е вистинито. Но сепак родителите за да превземат мерки мора да поверуваат. Дали активни сте на социјалните мрежи и дали мрежите дозволуваат да се пријави лажна вест, информација, да кажете дека тоа е дезинформација, дека е лоша вест, дека ќе предизвика страв и паника кај луѓето? Има ли таква опција? Секогаш постои опција да се направи репорт на таа објава, дури може и да се направи репорти на профил, дали на Facebook, дали на Instagram, додека кога би ги споредиле овие два медиуми, Facebook е повеќе за ширење на лажни информации, бидејќи имаат можност да објавуваат статии, додека Instagram, кој што се основа на објавување на постови, кои што се слики, видеа и сториња кои што траат 24 часа, Инстаграм е повеќе за ширење на мултиетничка, на национална, на омраза врз основа на раси и исто така онлайн булинг. Може ли еве да кажеме некој пример, да се сетите на некоја си лажна вест која што ви предизвикала паника, страв, несигурност? Еве го спомнавме примерот со киднапирање на дете, нели? Сега најнормално кај родителите, оној родителски инстинкт да го заштитат своето дете, немој моето дете да биде мета на киднапирање или било што, и со оглед на тоа дека не сме сигурни во веродостојноста на таа вест кога ќе ја прочитаме. Еве кај вас младите, може ли да се сетите на некој таков пример кој што ви предизвика паника, страв, несигурност? Дали е тоа, например, нешто од училиште, дали е тоа од улица, излегување, во дискотеки, во кафичи, со пороците, со алкохол, со било што нешто, да ни наведете нешто како пример? Па да, секако, пред некој време имаше нели лажна вест дека за Великден ќе има нели експлозив во црквата и затоа поради таа лажна вест многу луѓе не отидоа таа вечер во црквата. Исто така и по школите се шират лажни дезинформации за различни болести, кој што на пример жолтица имаше пред околу една година. Имаше таква паника и страв дека се шири жолтица низ цела Македонија во училиштата. Родителите на учениците од дома им дава нели сапуни и така нешто, некои хигиенски работи. Дури не дозволуваат да одат на училиште. Да, дури некои родители презема и такви мерки. И повторно се навраќаме на прашањето, нели, каде ги прочитавте тие вести, кога нели веќе предизвикале страв и паника кај вас лично? Се разбира дека и кај масовно и кај населението кое што ги користи мрежите каде што е прочитана таа вест. Може ли да се сетите, да издвоиме еден пример, каде ја видовте таа вест, како во тој момент се чувствувавте? Сакате да одите, ајде спречени сте да одите, можеби на вистина ќе се случи нешто такво? Па најчесто тие вести се прочитани на Facebook, социјалните мрежи, но има и некои портали кои објавуваат такви вести намерно за ширење на паника и страв. Кажавте дека на Facebook може да се пласираат повеќе невистините информации, односно лажни вести. На Instagram може да се простираат слики, видеа, стори, кој што ќе се задржи 24 часа, но сепак нели и таму може да се постават вакви лажни вести под фотографија и под било што. Еве како млади, дали сте член на одредени групи на социјалните мрежи, дали имате пример за булинг, бидејќи е доста актуелно и тоа, и во кои што се исмејуваат вашите врсници? И
Како тоа влијае врз вас? Какво чувство буди? Имаше една група на Facebook, се викаше Доминатор Family и таму се исмеаваат нашите врсници. Некој кога кажал нешто... Киксови. Да, киксови, кога нешто сгрешил и се објавува и се исмеава многу, нели, лош начин. Сега таквите групи се, нели, помалку актуелни затоа што Инстаграм доминира и веќе не се активни, но беа активни пред неколку години. Им помина ли модата, така да кажеме? Да кажеме дека им помина модата и дека сега модата е Инстаграм и таму има, нели, многу ширење на омрза и така натаму, со тоа ќе кажем, нели, Дамјан ќе се надоврза со мене. Да, но дури и на Инстаграм до пред некои месеци имаше такви примери. Се прават профили, но Инстаграм има добра опција што доколку има одреден број на репорт на профилите, профилот се брише од Инстаграм поради навредливата содржина која што содржи. Такви примери за профили кај нас има конкретно, правеа профили во кои што објавуваа експлицитна содржина од млади девојки, дури некои беа и фотошопирани и едитирани, што може многу лошо да влијае на психиката на младите девојки. А исто имаше и пример во отприлика пред да почне школскиот распуст, во мај за време на матурите се направи профил кој што објавуваа содржина од матурантите кои што и ги смејуваа поради гардеробата која носат или таков начин. Но тие профили најмногу траат до ден, па и два, да кажеме, бидејќи веднаш се репортираат. И сето тоа многу лошо влијае на лицата кои всушност се исмејувани на тој профил. Не конкретно девојки се тога се исмејуваат и машки и секаков сите целокупно. Најчесто се одразува со паѓање во депресија, затворање во соба, не сакаат да имаат комуникација ни со своите родители најблиски. Всушност и треба да имаат комуникација, да зборуваат за тие проблем, за тој проблем да се реши. Одбиваат контакт со па и со нивните другарки, бидејќи и тие се смееле на такви експлицитни фотографии, на стати објавувани за нив. И лошо се одразува на нивниот психички живот. Тие потпаѓаат, се затвараат, се оделуваат од светот. После многу тешко може да се вратат во реалниот свет од тоа што им се случило претходно. Да бидеме реални, на сите ни се случило понекогаш да се насмееме на некоја таква објава, но никој од нас не би сакал да се стави во кожа на тие луѓе и мислам дека тоа треба да биде алармантно кога ќе сакаме да постираме нешто такво или кога ќе видиме и само ќе го премолчиме, бидејќи сите сме луѓе, сите на боли. Еве конкретен пример за тоа и емисијата на Сергеј Варошлија што беше на телевизија Мода, каде што исто и тој исмејуваше и матуранки, например, луѓе на кои има отворен Инстаграм профилот и каде што може да се види па зошто ваква облека, можеби прво таа сака така да се облече, друго можеби таа и нема што друго да облече, тоа е, сака и таа да изгледа добро, да комбинира некои работи и мислам дека не е во ред неговата емисија што се бавеше со исмејување и на млади девојки, на момци за нивниот стил на облекување. Тоа беше баш невкусно. Сите сме се насмееле на тоа, но пак воопшто не е вкусно да се збори за тие млади и девојки и момци каде за нивниот личен изглед. Тоа воопшто не е во ред. Кажавме, никој не би сакал да се најде на тапет. Ете, може би некому, еве, лично и јас можам да кажам, мене не ми се допаѓа стайлингот на Сергеј, но ете, тоа јавно не го кажуваме. Можеме ли да го карактеризираме како сайбербулинг кој што неретко е застапен помеѓу младите? Какво е влијанието на медиумите? Може ли да се потикне преку ширење на лажните вести, бидејќи такво нешто се шири со брзина на светлост? Може би ќе ги отстранат, нели, Инстаграм, го кажавме, може би ќе го отстрани тој пост, може би ќе стои ден-два, но веќе доцна кога, нели, ќе се ширува тоа и некоја таква дезинформација или лажна вест или со експлицитна содржина. Социјалните медиуми имаат тим кој што работи против ширење на булингот, сајбер насилството, но имаат и тим кој што постојано ги прегледува сите содржини кои што се објавуваат
и ги брише, но сепак тие не се толку брзи за да може да се справат со сите тие објави, бидејќи постојано во една секунда се објавуваат илјадници, можеби и повеќе објави. Медиумите влијаат на интелектуалниот, емоционалниот и социјалниот развој на личноста, на усвојување на нормите, правилата и развивање на ставовите. Сметате ли дека со ширење на дезинформации, лажни вести можат да уништат една генерација? Вашиот став. Михаил? Сметам дека може. Медиумите може да и како влијаат интелектуалниот и емоционалниот развој на личноста. Сум имал пример од мои другарки каде на пример за еден познат пејач направи една дезинформација како му се слошило нешто во болница, не знам точно што беше. И тоа беше жалење во врска со него, сите беа како потпаднати зошто на него да му се случи, како не знам која битна личност било за нивен близок тоа не би го направиле за пејач, но тоа испадна дека е лажна вест. Чист пример како за тоа малку нешто влијае врз нив. Како може да допре тоа до нив дека нешто се случило на некој тие што го обожаваат, да го сакаат. Кристина? Па да, секако мислам дека се сложувам со Михаил. Мислам дека постојат такви случаи, дека се повеќе се шират. Тоа не е добро за младите, нели? Но се трудиме нели тоа да го спречиме со сите сили. Дамјан? Ново би се надоврзал со новиот чекор кој тимот на Инстаграм го направи за справување со омразата и булингот онлайн. Тоа е воведување на нов стикер како дел од Instagram Story, кој го има слоганот Create, Don't Hate, кој сака да ни каже да не создаваме омраза и зад кој стои до објаснувањето одговорниот тим за овој проблем. Односно, Instagram вели дека тој зазема став проти онлайн булингот, што луѓето ќе кажат онлайн може да повреди офлайн. Помогни ни да го направиме Инстаграм безбедно место со користење на овој стикер и застани нас против булингот. Подржи го пријателот или расшири позитивност на Инстаграм. Јас ќе ви се заблагодарам што нели покрај високите температури ние сме тука во студиото на Радио Бум, на вистина ни е топло. Само за крај, која е пораката која ја упатувате до врсниците? Како треба да се однесуваме на социјалните мрежи? Како треба да се справиме со лажните вести и каде да ги пријавиме? Еве со оваа прашање и ќе завршиме денешната емисија. Прво за пријавување, секој граѓанин и ученици и врсници наши може да пријават на Facebook страната Доверба Куманово, каде работи соодветен тим за справување со вакви лажни информации, дезинформации и слично, кои би пријавиле на кај соодветна институција за отстранување или санкционирање на вакви вести. Не треба да веруваме на секоја вест што ќе се појави на Facebook, Instagram, на порталите. Кристина, повели? Секако да се пријави нели во Сдруженијето Доверба, но и да се зборува со родителите повеќе, да се има поголема комуникација, да се зборува со нели во училиштето имаме нели психолошка служба, можете и таму да се обратите. Не верувајте на секого се што ќе каже, се што ќе прочитате, затоа што има многу лажни вести. И секогаш, нели, најдете докази дека тоа е вистина. Дамјан? Па социјалните медиуми водат до проблеми со менталното здравје и затоа јас би сакал да порачам, бидејќи зборовите може да повредат, често болат повеќе од физичкото насилство. Проблемите со менталното здравје не се срам и за нив треба отворено да се зборува. Затоа им порачувам на моите врсници да побараат помош или да помогнат на некој ближен и да не дозволуваат социјалните мрежи да послужат за распалнување на тој огин. Напротив, користете технологијата како свој поданик наместо свој собственик. Многу моќна порака и јас се приклучувам кон оваа порака. Се надевам дека со овие емисии ќе допринесеме, ќе придонесеме да се намалат и лажните вести, луѓето да веруваат во оние официјални вести. Вам, почитувани Михаил Димитриевски, ученик од НАЦЕ Буѓони, 2 година,
Кристина Трајковска од Средното училиште Перонаков и Дамјан Златановски, ученик од Наце Бујони. Ке ви се заблагодарам за вашето учество во емисијата и учество во проектот. Се надевам дека со овие работилници сте во состојба да препознаете лажни вести и како треба да изгледа една вистинска вест и како да се справите со булингот и, нели кажавме, да се побара помош и секогаш да се пристапи со помош. Ви благодарам за вашето Не гостување. благодарим и вам. за Се вашата надеваме покана. дека ќе успееме со својата цел. Емисијата е поддржана преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести, што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии, Институтот за медиуми и различности од Лондон со финансиска поддршка од Европската унија. Содржините во емисијата е одговорност на авторот и на Сдруженијето Доверба и во никој случај не може да се смета дека ги одразуваат ставовите на Европската унија. Објективни, проверени и секогаш први во информирање. Радио Бум.